ВМРО ДПМН преку соопштение се огласија по повод смртта на таткото и синот на инфективната болница во Скопје. Неспособноста на владата на СДС и ЗАЕВ започна да одзема и човечки животи. За само неколку дена поради негрижата на министерот за здравство Таравари однесе 2 човечки животи на возраст од 47 и 23 години. Оваа трагедија владата на ЗАЕВ се обиде да ја заташка. Македонската јавност да не дознае, се вели во соопштението на ВМРО ДПМН. Граѓаните на Република Македонија имаат право да знаат дека се шири смртоносна болест низ државата и барем да можат да се заштитат самите, кога веќе не ги штити владата, која има обврска за тоа. Граѓаните исто така имаат право да знаат дека во животна опасност се уште 6 лица кои се во моментов на инфективната клиника. Директна одговорност за ова има министерот за здравство Таравари, бидејќи причината за немањето дијагноза за причинител од која починаа 2 лица, а 6 се во животна опасност, е тоа што нема реагенс во Институтот за јавно здравје, а пак причината за можност за големи ризици и нови загрозувања е фактот дека не воспоставиле карантин, а биле должни да воспостават, соопштуваат од ВМРО ДПМН. Од партијата додаваат дека неспособноста и неодговорноста ја видоа граѓаните кај министерот Таравари. Таравари наместо да прави пиар стратегии и да праќа честитки од луксузните хотели во Америка, треба да се фати за работа и да го спречи ширењето на оваа заразна болест во Гостивар и Гостиварско. Време е министерот за здравство да започне да работи за доброто на граѓаните, а не своето време да го поминува во одржување на разноразни средби со амбасадорите, велат од ВМРО ДПМН. Од ВМРО ДПМН порачуваат дека во овој момент најмалку што може да направат министерот Таравари и неговиот тим е да си поднесат оставка.